Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Ако имате Библија со себе, отворете ја кај глава 7 од Евангелието според Јован. Продолжуваме таму каде што застанавме во нашето последно проучување на оваа новозаветна книга. Во текстот кој е пред нас, пишува за престојот на Господ Исус во Ерусалим, за време на празникот Сеници. Минатиот пат читавме за тоа како браќата се обидоа да го убедат Исус да дојде со нив, но тој не сакаше. Можеби ќе се сетите. Неговите браќа сакаа да оди во Ерусалим за да се покаже кој е и да привлече уште повеќе луѓе. Со други зборови, го советуваа да оди таму од погрешни мотиви. Но Исус не се водеше според плановите на другите, туку според планот и распоредот на Отецот. Сметам дека клучниот збор во овој дел од Евангелието е уште. Например, во стих 6 го читаме одговорот на Исус. А на тоа Исус им одговори: "Моето време уште не е дојдено, а за вас времето е секогаш погодно." Оние кои се водеа според световната мудрост го брзаа, но Исус не се брзаше, бидејќи неговото време се уште не беше дојдено. Стих 7. Светов вас не може да ве мрази, а мене ме мрази, зашто јас сведочам за него дека делата му се лоши. Светот е непријателски настроен кон Христос. Како што ќе видиме подоцна, главната причина за тоа е од Исус Христос е светлината на светот. Неговото доаѓање на овој свет го имаше ефектот на запалена свеќа во темна соба. Светлината го открива тоа што е погрешно и ги соочува луѓето со нивните злодела. Исус го осуди гревот. Тоа е главната причина зошто луѓето го мразат. Тој го осуди гревот, како со своето присуство, така и со своите поуки. Но причината зошто го стори тоа е бидејќи ги сака луѓето. Тој го даде својот живот на крстот за ние да можеме да бидеме спасени. Неговата љубов е откупителна. И покрај се, голем број луѓе не сакаат да го прифатат и одлучно му се противат. Еден таков пример е Савле од Тарс, кој го мразеше Господ Исус и ја прогонуваше црквата. Но дојде моментот кога се соочи со откупителната љубов на Исус и тоа го скрши неговото закоравено срце. Затоа го помина остатокот од животот, сведочејки за таа љубов. Исус многу јасно им кажа на браќата дека нема да оди. Вие отидете на овој празник. Јас нема да излезам на празникот, зашто времето мое се уште не се исполнило. Тоа што Исус сакаше да го каже е дека нема да оди со нив, а не дека нема да оди воопшто. Стихови 9 и 10. Откако го рече тоа, остана во Галилеја. Но што му отидоа браќата негови, и тој отиде на празникот, но не јавно, туку скришом. Генерално гледано, мислам дека кога влегуваше во Ерусалим, Исус го правеше тоа релативно скришно. Единствениот пат кога влезе во Ерусалим јавно, беше за време на празникот Цветници, пред да биде распнат на крстот. Тоа е тој така наречен триумфален влез на Исус во Ерусалим. Моментот кога се представи пред народот и им даде избор, да го прифатат или да го отфрлат. Стихови 11 и 12. А јудејците го бараа на празникот и велеа: "Каде е оној?" И многу расправи имаше меѓу народот за него. Едни зборуваа: "Добар е", а други велеа: "Не, туку го заблудува народот." Како и претходно, Јован пак ни дава до знаење дека помеѓу народот имаше поделени мислења во однос на Исус. Стих 13. Но никој не зборуваше за него отворено, поради страф од јудејците. Речи си сите разговори кои се водеа за Исус беа во тајност, бидејќи луѓето се плашеа да кажат нешто добро за него јавно. Им беше страф дека некој ќе ги нападне, обвини или исклучи од синагогата. Слушнете што пишува во стих 14. А на средината од празникот влезе Исус во храмот и поучуваше. Одеднаш, Исус се појавува во храмот и почнува да поучува. Мислам дека неговото ненадејно појавување во Ерусалим е вид предслика на второто доаѓање. Во Новиот Завет пишува дека Исус пак ќе се врати на овој свет, но тоа ќе се случи тогаш кога луѓето не го очекуваат. И ненадејно ќе дојде во храмот свој, Господ, кого го барате, вели пророкот Малахија во 3 глава 1 стих. Исус се појави ненадејно во Ерусалим, но и на ист начин ќе дојде на овој свет. Дали ќе бидете подготвени за тоа?
Единствените луѓе кои го очекуваат и се подготвени се оние кои му веруваат. И се чудеа јудејците велејки, како ги познава овој книгите, кога не учел? На луѓето не им беше јасно како некој како Исус, кој не одел во школа за да биде рабин или законник, може толку добро да поучува. Дури и слугите на неговите непријатели рекоа, никогаш човек не говорел така како овој човек. Тогаш им одговори Исус и рече, учењето мое не е мое, туку на оне што ме прати. Со други зборови, тоа значи дека оние кои ја отфрлаат пораката на Исус, ја отфрлаат пораката на Бог Отецот. Исус го кажа тоа и во глава 4 и 5. Ако го отфрлате Исус, вие го отфрлате Бог. Многу е јасно дека Исус се поистовети со Бог. Може би не ви се допаѓа тоа, може би не сакате да го прифатите, но реалноста е дека во Библијата е јасно запишано дека Исус се поистовети со Бог. Слушнете што вели во стих 17. И ако некој сака да ја врши волјата негова, ќе разбере дали е ова учење од Бога или јас самиот од себе зборувам. По Стариот Завет, повикот е, вкусете и ќе видите дека Господ е добар. Бог и денес го повикува секој човек и му вели, дојди кај мене. Ако дојдеме кај Бог, тој ќе ни помогне да го разбереме учењето на неговиот син Исус Христос. Доколку не сме одлучни да ја вршиме неговата волја, нема да можеме да го разбереме неговиот збор и да проникнеме во неговите патишта. Овие нешта се поврзани едно со друго и не можат да се одвојат. Оние кои ја читаат Библијата само за да ја критикуваат, нема да ја разберат. Оние кои ја читаат за да го спознаат Бог, ќе ја разберат, бидејќи Бог ќе им го открие нејзиното значење. Мора да и пристапиме на Библијата со правилен став. Некој рекол дека човечкото знаење мора да биде откриено за да биде ценето, но божественото знаење мора да биде ценето за да биде откриено. Исус ни кажа каков треба да биде нашиот став кон Бог, ако сакаме да ги разбереме неговите зборови. Лесно е само да се седи настрана и да се коментира и критикува учењето на Исус. Вистинскиот предизвик доаѓа кога една личност ќе одлучи од искрена љубопитност да дознае што сакал да каже Исус преку неговите зборови. Затоа тој им вели на слушателите дека оние кои сакаат да ја вршат Божјата волја ќе знаат дали тоа што го зборува е од Бог или не. Тоа е чудесно нешто, поврзано со Божјиот збор. Ако сте спремни искрено да го истражувате, Бог ќе ви помогне да ја согледате неговата убавина. Стих 18. Кој говори самиот од себе, тој си бара своја слава, а кој ја бара славата на оној што го пратил, тој е вистинит и во него нема неправда. Прашањето е, дали сакате да го слушнете Бог? Ако сакате и вашата желба е искрена, Бог ќе ви зборува преку Библијата. Апостолот Павле напишал дека телесниот човек не ги прима нештата кои Светиот Дух ги кажува, бидејќи за него тие се безумства. Некои луѓе ја читаат Библијата и ништо корисно не учат од неа. Тоа е така бидејќи ја читаат со погрешен став во срцето. Бог веќе ни открил дека тоа ќе се случи. Стих 19. Зар не ви го даде Мојсеј законот? Но никој од вас не го исполнува законот. Зошто сакате да ме убиете? Слушателите на Исус беа израелци, луѓе кои со векови живееја во земја во која се читаше законот и со генерации се обидуваа да го практикуваат. Тие беа народ кој беше особено горд на тоа што Бог им го даде законот. А сепак Исус им вели, никој од вас не го исполнува законот. Израелците се фалеа со законот, но не го живееа. Денес има многу луѓе кои имаат високо мислење за проповедта на гората, но не ги практикуваат духовните принципи кои произлегуваат од неа. Законот е еден вид огледало кое ни помага да сватиме дека сме грешни. Законот е важен и затоа не треба да го игнорираме. Но законот не може да не спаси, туку само ни покажува дека сме грешни и дека имаме потреба од Спасител. Целта на законот е да не упати кон Христос. Стих 20. Народот одговори и рече, демонот е во тебе? Кој сака да те убие? Исус знаеше, но луѓето се уште не беа свесни дека во нив ќе се роди желба да го убијат. Стихови 21 и 22. Одговори Исус и им рече, едно дело извршив и сите се чудите. Мојсеј ви го даде обрезанието, не затоа што тоа е од Мојсеј, туку од татковците, и вие во саботен ден обрезувате човек.
Обрезанието беше многу постаро од Мојсеевиот закон. На религиозните водачи не им сметаше да ги обрезуваат луѓето во сабота. Слушнете што им вели Исус. Ако човек се обрезува во сабота, за да не се наруши законот Мојсеев, на мене ли се гневите што цел човек направи здрав во сабота? Не судете според надворешноста, туку судете со праведен суд. Со други зборови, религиозните водачи размислуваа многу површно. Тоа е еден од главните проблеми на многу христијани денес, меѓу кои сум и јас. Многу често гледаме површно на нештата и судиме според надворешноста. Стихови 25 и 26. Тогаш некои од Ерусалим рекоа: не е ли овој што го бараат да го убијат? Ете, јавно говори и ништо не му велат. Да не се уверили началниците дека тоа е навистина Христос? Пак читаме за поделба помеѓу народот во однос на идентитетот на Исус. Ненадејно дојде во храмот и неговото присуство и зборови ги збунија луѓето. Стихови 27 и 28. Но, овој го знаеме од каде е. А кога ќе дојде Христос, никој не ќе знае од каде е. Тогаш Исус, поучувајќи во храмот, извика гласно и рече: и мене ме познавате и знаете од каде сум, но сам од себе не дојдов, туку тој што ме прати е вистинитиот. Него вие не го познавате. Во стих 28 Исус им вели на слушателите дека го познаваат. Не дека тие навистина го познаваа, туку сака да им каже дека мислат оти го познаваат. Но тоа не е вистина, бидејќи не го познаваат оној кој го прати. Јас пак го знам, зашто сум од него и тој ме прати. Тогаш сакаа да го фатат, но никој не кладе рака на него, бидејќи уште не беше дошол часот негов. Ова е многу интересна изјава. Неговите непријатели сакаа да го фатат, но не можеа да го направат тоа бидејќи не беше дошол неговиот час. Стих 31. И мнозина од народот поверуваа во него и велеа: кога ќе дојде Христос, зар ќе направи поголеми чуда отколку што направи овој? Иако имаше луѓе кои сакаа да го фатат и да го уапсат, сепак имаше и некои кои поверуваа во него. Мнозина дојдаа кај него и поверуваа. Ке продолжам со читање. Чуја фарисеите дека народот така зборува за него, па тие и првосвештениците испратија слуги да го фатат. Тогаш Исус им рече: уште малку време сум со вас, а потоа ќе отидам кај оној кој ме прати. Ќе ме барате и нема да ме најдете, и каде што ќе бидам јас, вие не ќе можете да дојдете. Исус вели: ќе дојде момент кога ќе можете да ги исполните вашите планови и да ме фатите. Кога ќе се случи тоа, ќе ве напуштам. Исус навистина го напушти овој свет преку вознесението. Неговите непријатели веќе никогаш нема да можат да му наштетат. Откако воскресна, тие не го фатија, ниту пак го видоа. Тој им се откри само на оние кои му беа блиски и оние кои го сакаа. Затоа им рече на непријателите: ќе ме барате и нема да ме најдете, и каде што ќе бидам јас, вие не ќе можете да дојдете. А јудејците си рекоа меѓу себе: каде ќе оди овој, та да не можеме да го најдеме? Да не сака да оди при раселените меѓу елините, па и елините да ги поучува? Што значат овие зборови: ќе ме барате и не ќе ме најдете, и каде што ќе бидам јас, вие не ќе можете да дојдете? Во следниот стих е запишан еден од најпознатите стихови од ова Евангелие. Додека поучуваше во храмот, Исус даде повик за сите кои го слушаат, а истиот повик важи и за нас денес. Слушнете што вели во стих 37. А во последниот голем ден од празникот, застана Исус и извика со висок глас велејки: кој е жеден, нека дојде кај мене да пие. Една од церемониите кои се практикувале за време на празникот Сеници било истурањето вода во храмот. Луѓето оделе кај базенот Силоам и носеле голем сад полн со вода, кој го истурале во посебен дел од храмот. Причината зошто го правеле тоа за време на празникот Сеници е зашто додека нивните предци беа во пустината, Бог преку чудо направи да потече вода од карпата. Додека беше во храмот, Исус застана пред сите, а може би и влезе во делот од храмот каде се истурала водата, и ги повика жедните да дојдат кај него за да пијат. Исус им кажа на слушателите дека храната и водата која нивните предци ја добија не дојде од Мојсей, туку од Бог. Во едно од новозаветните посланија,
Апостолот Павле пишува дека таа карпа е всушност предслика на Господ Исус кој дава жива вода. Исус вели: кој е жеден, што значи дека повикот се однесува на секој. И вие сте повикани. Бог ви дал слободна волја и можете да одлучите да дојдете кај Него со вера. Прифатете го подарокот кој Бог ви го дава. Постои само еден предуслов, а тоа е дека треба да се чувствувате жедни. Тоа значи дека треба да чувствувате духовна жед, да посакувате Бог да ја згасне жедта на вашата душа. Ако се наоѓате во таква состојба, сакам да ве охрабрам да не чекате, туку со вера да дојдете кај Него. Тој ќе ве прифати, ќе ви ги прости вашите гревови и ќе ви даде вечен живот и изобилство од духовни благослови. Тоа е водата по која копне душата на секој човек. Секој од нас има избор. Ќе пиеме од изворот на живата вода која е чиста, или ќе одиме по нечистите извори кои ни ги нуди овој свет. Изборот е ваш. Задоволствата кои светот ви ги нуди никогаш нема да ја згаснат духовната жед која ја чувствувате. Само Исус може да го стори тоа. Дојдете кај Него со вера. Примете го за свој спасител. Кој верува во мене, од неговата утроба, како што е речено во писмото, ќе потечат реки од жива вода. А ова го рече за духот, кого што ќе го примаат оние кои веруваат во него. Зашто Светиот Дух уште не им беше даден, бидејќи Исус уште не беше прославен. Светиот Дух не дојде се до празникот Педесетница. Тогаш се спушти врз верниците и од тогаш живее во секој кој му припаѓа на Христос. Но тој не дојде се додека Христос не беше прославен. Тоа што Светиот Дух дојде на земјата, значи дека Христос се врати назад на небесниот престол. Стих 40. А мнозина од народот, кога ги чуе овие зборови, рекоа: навистина, ова е пророк. Дел од луѓето сватија дека Исус не беше обичен човек. Сепак, не сум сигурен дека верата, која ја исповедаа, беше спасоносна. Други велеа: ова е Христос, а некои рекоа: зар од Галилеја ќе дојде Христос? И покрај се што видеа и слушнаа, некои не поверуваа во него. Истото се случува и денес. Не е ли речено во писмото дека Христос ќе дојде од семето Давидово и од градчето Витлеем, од каде што беше Давид? Тоа е вистина. Христос требаше да дојде од градчето Витлеем. И тоа и се случи на Божик. Витлеем е малото и непознато градче, каде Бог се отелотвори и ја допре оваа земја. За жал, за овој град се зборува само за време на Божики. Исус се отелотвори во Витлеем, но не остана таму. Месијата дојде во Ерусалим за време на празникот Сеници и ги повика оние кои се жедни да дојдат кај него. Наместо да ја искористат таа шанса, тие почнаа да поставуваат непотребни прашања. И така настана меѓу народот раздор за него. Помеѓу луѓето од секогаш постоеле поделени мислење во однос на Господ Исус Христос. Стих 44. А некои од нив сакаа да го фатат, но никој не стави рака врз него. Интересно, зарем не? Некои од слушателите сакаа да го фатат, но не можеа. Зошто? Бидејќи неговиот час се уште не беше дојден. Дојдоа пак слугите кај првосвештениците и фарисеите и овие им рекоа: зошто не го доведовте? А слугите одговорија: никогаш човек не говорел така како овој човек. Исус беше навистина добар учител, но тој дојде да не спаси преку смртта и воскресението, а не само да поучува. Поверувал ли некој од властите и фарисеите во него? Но овој народ, што не го знае законот, е проклет. Но забележете што се случи. Помеѓу нив имаше еден кој на некој начин застана на страната на Исус. Никодим пак, кој беше отишол кај него ноќе, а беше еден од нив, им рече. Никодим е фарисејот кој дојде кај Исус ноќе. За тој настан ќе се сетите, читавме во глава 3 од ова Евангелие. Иако беше еден од нив, Никодим го брани Исус. Осудува ли нашиот закон човек додека најнапред него сослушаат и не дознаат што прави? А тие му одговорија и рекоа: да не си и ти од Галилеја? Испитај и ќе видиш дека пророк од Галилеја не се јавува. Религиозните водачи имаа некакво познавање на писмото. И таму навистина пишуваше дека Месијата не треба да дојде од Галилеја. Ама Исус не дојде од Галилеја или од Витлеем, туку од небото. Божиот син дојде од небото на земјата, за да ги спаси грешниците.
и секој си отиде во својот дом. Тука ќе го завршиме нашето проучување. Следниот пат ќе обработиме глава 8. Доколку сакате, можете да ги споделите овие предавања со вашите пријатели. Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.